Драги мои македонци и сите добронамерни другарчињата, бугарчиња ми испратили уште една честитка за празници. Толку многу се занимаваат со мене што почнаа мозолчиња како на пубертетлија да ми излегуваат од нив. Но тоа не е толку страшно кога како јавна личност една група на луѓе кои се чувствуваат бугари те следи постојано, те пријавува, те клевети. Нормално е секој македонец да име трн во окото, страшно е кога твојата квислиншка влада дозволува тоа да се случува во твојата собствена држава каде што си роден, на сите граѓани вклучувајќи ми мене. Тоа е најстрашното, што оваа квислиншка власт дозволува во вашата собствена држава агентури и пети колони на странски држави да ве малтретираат, прогонуваат, клеветат, тужакаат, праќаат по судови, преставки по не знам какви комисии за дискриминација и така натаму, затоа сега вака. Пренесете го статусов на комисијава за спречување дискриминација, дека освен еден лист со така нареченото барање за изјаснување, без малку орвеловски документ, во пликото што ми го пратиле до мене, нема ништо друго, никаков доказ, не баре се Господ, па им се верува на зборот. Значи јас немам на што да одговорам. Зашто уствари тама некоја организација, здружение кој се нарекува Дело и кој што прогонува десетина македонци затоа што не им се допаѓаат нашите ставови против шовинистичката влада во Софија, постојано не вознемируваат. Вознемируваат константно со представки, поплаки, како се нели тие навредени, повредени, како тие се тие кои што се на не знам каков начин допрени, чепнати, нели од нашите промакедонски ставови. Сега, високопрофесионално и нетенценциозно сте заборавиле во пликото да ги ставите нивните поплаки на ова бугарскава здружение и целата нивна беда и целата нивна подмолност и примитивизам. Не знам комисија на основа на што да ви одговорам. Да гледам на графчиња или да се јавам кај Милан Тарот да ми каже зашто сум набеден овој пат од нив. Сте заборавиле да го ставите нивните поплаки и ебига. Се дешава уместенки, тоа обично да се заборави, а да се пријави како да е ставено. Истовремено ги повикувам државните органи, обвинителството да ја испитаат работата на ова здружение Дело, да проверат со што се занимаваат, со кого и зошто и од каде добиваат пари за нивните активности. Може и службите да проверат исто, ако се уште работат за Македонија и за македонскиот народ. Изгледа е време и некој да попие тужба за вознемирување, па да мора да се истопори соматичен број и транзакциона сметка, а за тоа што не ми стигаат нивните честитки на домашна адреса туку во Драмски театар, па цел театар знае кој и зошто ме прогонува, и за тоа ќе разговараме. Не дека колегиве не знаат што правите, туку намерно го правите тој притисок и девалвација на мојата личност. Ке ми објасните каде се можам да ги пријавам за вознемирување, например, може ли и во полиција да ги пријавам? Ако може, таму ќе одам што побрзо. Ние како македонци треба да прифатиме дека речиси сите преродбеници и револуционери, целата организација ТМОРО ВМРО заедно со Гоце Делчев, Дамјан Груев, Тодор Александров, како и левичарите, како Панко Брашнаров, Методија Шаторов, Шарло и други се чувствувале и идентификувале како бугари, а својот мајчин јазик го нарекувале бугарски. А за предходната историја па да не зборам, таа веќе ја шитнале овие од комисијава за не знам колку пари тамо, појма неам, така се зборува, така баре ми пишува, нели, по некои медиуми. Еве и тука ги пријавувам во јавноста, да знае јавноста дека кога ќе завршат со нас што се буниме, ќе дојдат и по вас што молчите, тоа да го знаете дека е секогаш така. Пренесете им го статусов на комисијата за спречување дискриминација и прашајте ги до кога ќе бидат алатка на петата колона и разни агентури за прогон на македонците. А јас да си ја објаснам бугарската преговарачка рамка за Европска Унија пред која сме поставени, која СДС и ДУИ со петни жили не убедуваат да ја реализираме со внесување во уставот на бугарите без никаков реципроцитет.
Истото да важи за поголемиот дел од населението на географскиот регион Македонија до пред неполн век, односно да прифатиме дека сите наши баби и дедовци биле бугари и говореле мајчин бугарски јазик, дека ние современите македонци сме дивоградба, поречиси 80 години манипулации и фалсификати на историските наративи во Македонија под југословенско влијание и дека сме наводна измислица на србокомунизмот, а со тоа по крај себе да ги изгубиме единствените пријатели во последните години србите. Дека е направена насилна промена на бугарскиот идентитет со цел на градење на модерен македонски идентитет, главно базиран на омраза кон бугарите. Тоа го зборат нели бугарите, дека ние македонците сме виновни за бугарското вето за ЕУ и нивните рамковни позиции и декларации со цел запирање на евроинтегративниот процес, но и за тензиите во Македонија против Бугарија и бугарите. Секогаш сме ние виновните, тие се француските невини собарки. Потоа да ги стават 150.000 македонци со бугарско државјанство пред свршен чин со уцени и повлегување во уставот, овие, иако ги земале пасошите од економски причини поради економските европски условувања низ годините, истите да потврдат дека се бугари со докажано бугарско потекло и бугарска самосвест и да се попишат во Македонија како бугари со корекција на пописот од 2021, нормално со фалсификат асистенција на сегашнава власт. Сите македонци кои што ќе одбијат да бидат објавени како бугари да бидат судени и замолчени, доколку се пројави некаква активност против Бугарија и незината историја, бугарското државништво да им се одземе, иако за тоа има пропишано сосема други европски критериуми, но ова е веќе видено како формат со Преспанскиот договор на кој му кумуваше токму таа Европа, во кој зборот македонски е избришен од сите установи во Македонија, како и македонскиот идентитет, употребата на македонското национално знаме. Бришењето на македонството продолжува со промена на личните документи без законска основа, со цел да работи временскиот фактор и младите генерации комплетно да ги заборават по името македонски зборот Македонија. За влез во ЕУ, бугарите ќе прифатат само дека современиот македонски идентитет и јазик го создале Тито и Коминтерната, и тие не се проблем за никој во Бугарија, но со активностите слично на Грција, тие потоа нема ни нив да ги признаваат. И се ќе ословуваат како западно-бугарски дијалекти западни бугари, западна Бугарија, играјќи како грците на двете карти, на картата на времето и на картата на домашните квислинзи, желдин за моќи пари и лагата за влез во ЕУ. Ако ова не е вистина, кажете, а ве молам вашата вистина, но аргументирана, затоа што секој збор горе е политички правно одмерен и проверен и потврден од досегашните постапки и документи. Поздрав од мене, толку.